Во Прилеп деновиве промовирана монографијата за македонските антички штитови, откриени во близина на Мариовското село Бонче, кои заедно со претходно откриените 3 штита во Грција, ја потврдуваат целовитоста на просторот Македонија во античкиот период. Од Прилеп, Лиljana Murgoska-Sekulić. На археолошкиот локалитет Старо Бонче, сосема случајно, жител од селото при орање на својата нива ги откри деловите на 3 македонски антички штитови, што представуваше еден од најзначајните историски наоди од времето на античка Македонија. Големото откритие, македонските антички штитови, на кои е испишано името на македонскиот крал Деметрий, беа голем предизвик не само за археолозите од Прилеп, туку и за пошироката македонска научна јавност. Станува збор за бронзени делови од штитовите, пошто она основата нина, која што била од кожа, пошто е органска материја, иструлела, се разградила во земјата. Овие бронзени делови што се сочувани од 3 штита од Старо Бонче моментално се наоѓаат во музеот во Охрид. Господинот Паско Кузман, директорот на управата за заштита на културното наследство на Македонија, предпостави дека таму конзерваторот што е вработен во музеот во Охрид најдобро ќе може конзерваторски да ги третира истите. Во тоа време во антиката немало граница, кај што постои денеска границата со нашиот јужен сосед, тоа било една територија и овде била Македонија. Откривањето на деловите на античките македонски штитови кои се наоѓаат на конзервација во Охрид само уште повеќе ја потврдуваат богатата историја на античките македонци на овие простори.